Македонија во минатото даде великани, имиња кои ги изговараме со смирена благонаклоност и со стравопочит. Македонија и сега создава големи по душа и неповторливи маченици и херои, подготвени за самопожртвување пред споменот или ликот на кој им симнуваме капа. Јас лично со своите слаби сили и способности не сум направил ништо повеќе од совесно исполнување на долгот кон Македонија. Македонија им припаѓа на сите нејзини луѓе, без разлика на религијата, нацијата и јазиците, во утрешна слободна Македонија и преку неа ќе се здружат сите балкански народи. Ние не сме согласни со тоа што вие мислите за Македонија. Ние не можеме да правиме политика, ниту да дозволиме други да прават политика со Македонија. Ние нема да дозволиме други да решаваат дали да живееме или да умреме и кога. Кога да се прави востание, ќе реши народот. Нема да дозволиме да командувате од тука, за да не внесете во игра на востание како што се обидовте лани. Но знајте, ние не бараме покровители, а уште помалку господари. Труд и постојанство, тоа е силата, со помош на која човек станува најголем при секоја иницијатива. Јас не сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со граѓани кадарни да ги понесат сите искушенија на една долготрајна борба, каква поради жестоките политички услови ќе биде и нашата. Ова беа зборови кои татнеа низ епохите, кои се испреплетуваа во иницијативите, кои влегуваа во секој дом, преку секоја акција, кои водеа, кои не делеа никого, кои обединуваа. Ова беа зборови на Гоце, Даме, Карев, Александров, војводи и револуционери, кои не следат до денес и ни порачуваат на нивната саможртва и идејата во која верувале. Драги пријатели, македонски граѓани, земјаци, домот е света работа. Да се биде свој на своето е желба на секоја нација во светот. Да се поздравува слободата во секој изгресонце, да се зборува и твори на собствен јазик, слободно да се учи за собствените вредности и историја, да се негува својата традиција и култура, е вредно за секоја и секаква жртва. Нашите ова гордо чувство го имаат спечалено со многу крв и со многу мака. Нашата држава, иако мала по површина, има темел еднакво голем со секоја друга европска држава. Тој темел е храброста, решеноста и жртвата на генерации и генерации кои подарија се што има за својата држава. Се арчиме за Македонија, велеа гемиџиите, и како и илјадници други патриоти, на ударот на оваа голема идеја, ја подарија својата младост, своите соништа, љубови, амбиции и животи. Како што и сам говори Сандански, јас не го чекам брзото ослободување на Македонија. Тоа може да не дојде дури и во моите денови, но јас сакам да го запазам народот и да го организирам, и ако тоа се случи, тој ќе ја добие својата слобода. Жртва е да се даде својот живот, без да се очекува заслуга. Да се прифати дека
дека се само зрно во мозаикот на големата идеја Слободна Македонија. Затоа, колку и да имало обиди ова да не е така, јас со полно срце верувам, денешниот празник е прослава на победата. Победа на еден аманет, пренесуван од генерација на генерација, како пламен што не смее да згасне, што кога тогаш мора да се разгори. Денес, низ портата Македонија, поминува одлучноста на Сандански, визионерството на Делчев, саможртвата на Гули, посветеноста на Карев, бестрашноста на Груев, безкомпромисноста со националните интереси на Ченто, Брашнаров, на сите оние дејци и јунаци од различна вера и нација, кои продинесуваа за оваа слобода, самостојност и независност. Поминуваат сите наши знаени и незнаени јунаци и дејци, кои го вградија својот камен во бедемот на слободата и државноста. Спомениците на дел од овие луѓе и градбите во кои ќе бидат сместени државните институции се продолжување на таа света идеја за слобода и државност. Тоа што го гледате околу себе е нашиот долг кон институциите на државата и кон делото на овие херои, со чија жртва е создадена оваа држава. И тоа треба со гордост да го кажуваме, не срамежливо, не со страв или со сомнеш, туку со гордост и високо окрената глава, искрено и одсечно, од денеска па натаму, сите ние во еден здив. Ова е нашата Македонија. Ова е нашата победа. Овде на овој поштат, кога нашите деца ќе чекорат и ќе се интересираат за делата на овие луѓе, да им кажеме со гордост, нивната жртва е нивниот влог кон нашата држава и слобода. Овие дела што ги гледате не ми припаѓаат на мене, ниту на ВМРО ДПМН, ниту на оваа влада, на ниту еден политичар, на ниту една партија. Тие се дела на Македонија, создадени од сите нас кои живееме тука, како потврда дека не сме заборавиле кои се вредностите оставени во аманет и што за нас е над се. Слободна и независна држава Македонија. Ова е нашата благодарност до нив. Благодарност од нашата генерација. Но не само ова. Благодарноста до нив е активност и прогрес во сите останати полиња на нашето живење. А според мене ќе биде и концептот кој вечерва пред вас на овој ден би сакал да го предложам. Знам дека моите зборови и она што ќе го говорам сега на многумина ќе им звучат неверојатно и неостварливо. И во право се, ако се земат предвид доста примери од изминатите години или дури и децении, но јас знам дека можеме. Јас верувам дека нема друга алтернатива. Јас сум убеден во зборовите на една позната историска личност. Ништо не е невозможно за оној кој ќе се обиде. Почитувани граѓани, во овие 20 години создадовме независна и демократска држава. Поминавме низ бавна и мачна транзиција. Се спроведува голем број на суштински реформи. Видовме и добро и лошо, конфликти и помирувања. Но она што го покажавме е дека со сите
подпрени на почитување на различностите и толерантност. Дадовме пример на многу европски земји, дека различните култури можат заедно, дека тоа е прашање на волја и избор. Тој систем е далеку од совршен и сите секојдневно го градиме, но верувам дека ќе му помогне на секој граѓани на Македонија да го пронајде своето вистинско место. Тој систем е најголемата придобивка на овие 20 години и огромен капитал за еднината. Драги браќа и сестри, соседи и пријатели, има многу начини човек да падне, но има само еден да стане, со верба и чисто срце. Дозволете ми да го објаснам мојот концепт за Македонија, базиран на филозофијата на слободниот дух, правото на избор, вербата во Бога. Прво, ние сме држава на слободни граѓани. Слободата подразбира иницијативност, која мора да ја бараме во секој од нас, да ја развиваме и да ја ползуваме. Од нас и од никој друг не зависи нашата иднина. Оваа голема независност, сувереност и самостојност на која денес и се поклонуваме е големо цивилизацијско право кое ние го стекнавме. Ние треба да го надградиме. Дали ќе останеме незаинтересирани и фрустрирани, или ќе бидеме напредни, прогресивни и силни, од самите нас зависи. Од никој друг. Јас сум силно убеден дека како нација и како генерација сме кадарни да ги достигнеме новите хоризонти, да ја достигнеме новата граница на нашето битисување, новото скалило. Ние сме слободни граѓани во слободна земја. Нашите одлуки самите ги донесуваме. За нашата иднина сами одлучуваме. Не одлучува Белград, Софија или Цариград. Одлучуваат граѓаните на независна Република Македонија. Самите ние. Второ, сите да се вложиме во изградбата и во прогресот на нашата татковина. Тоа е нашата историска обврска. Без задршка, не вараја либи. Искористија својата креативност, иновативност, енергија, способности, можности и направи добри дела за Македонија. Ќе искористам еден цитат кој му се препишува на Александар Македонски. Судбината на сите зависи од постапката на секој. Тоа секој добро мора да го разбере и да ја започне собствената потрага за подобар живот, базирајќи ја на морал и етичност. Тргни од себе си, најпрви биди добар човек, почитувај го моралот, шири љубов околу себе, почитувај ги родителите и твоите блиски, соработувај и влегувај во односи со својата околина, со сограѓаните, развивај се себе си, својот бизнис, своето образование. Почитувај заедницата, твоето соседство. Кога веруваш, ќе победиш. Победата во голема мера и верба. Не губи го системот на вредности. Сакај ја и бори се за вистината. Никогаш не отстапувај од неа. Одлуките и во секојдневниот живот и оние подолгорочните носи ги со мудрост. Стимулирај ја мудроста. Биди искрен и чесен. Нека не те заблудуваат брзиот пат кон успехот. Немој да правиш непринципиелни сојузи. Тоа не е добро. И работи, многу работи. Многу работи. Трудот секогаш се вреднува. Може би успехот нема да дојде веднаш, но ќе дојде, биди сигурен во тоа. Тоа е свеста која треба да се достигне. Тоа е промената во нашите глави, која треба да ја направиме. Ново квалитетно ниво во поимањето на стварноста, на околината, со силна верба во заеднички можности. Како генерација сме должни да се промениме кон подобро. Тоа не е ништо чудно ниту необично.
Не, тоа се нормални процеси кои следуваат. Промените се природна работа, особено кога се резултат на правилен избор на добри одлуки. Добробит е она кон што се стремиме. За подобра иднина на нашите деца и внуци. За генерацијата која после 50 години ќе каже дека генерацијата на ова време, нашата генерација, направила, создала, модернизирала, реформирала, ја изградила татковината. Бори се за место на светлите страници на историјата на својата нација. Тоа место се заслужува. Тоа не е гарантирано за определени или посебни. Не. Тоа е за оние што работат и оние што веруваат. Трето, Гоце ни ја понуди револуцијата. Ченто само опредувањето. Многумина пред нив и по нив ни понудија нешто што не носеше напред во даденото време. Нашата генерација има поинакви предизвици. Јас денес и сега го нудам концептот и платформата на политичко и национално обединување околу нештата кои со сигурност ќе не водат напред. Да се обединиме сите ние, македонците, албанците, турците, власите, ромите, србите, бошнаците, останатите, христијаните, муслиманите, евреите и атеистите, мажите и жените, сите без разлика на политичка, етничка, верска или национална припадност. Да се обединиме за развој, за прогрес, за заштита на она што природно ни припаѓа, за она што цивилизацијски сме го стекнале, за она што човештвото ни го дало, но и за надградба на тоа. Да се обединиме околу идејата дека нашата држава може да напредува само доколку секој граѓанин има повисоко и поквалитетно образование и знаење во која и да е област. Има шанса за поголем успех и поквалитетен живот. Дека знаењето е главниот двигател на општеството. Најголемата шанса на сиромашниот да излезе од сиромаштијата и најсилното оружје на секоја индивидуа. Затоа, на секој граѓанин треба да му се даде шанса и стимул да учи, охрабрување да научи повеќе во рамките на образовниот процес и надвор од него, независно на неговата возраст, социјална, етничка, верска, полова, партиска или било каква припадност. Тоа подразбира дека оваа и секоја наредна власт за секој чекор кој ќе се направи во правец на поевтино, поквалитетно и подостапно образование ќе добие подршка од сите граѓани, партии, политичари, критичари. Имаме многу примери на држави кои се развеле во потешки околности од нашите, но со силен фокус на знаењето на секоја индивидуа и образованието, и економски и цивилизацијски отишле далеку пред нас. Ајде да се обединиме околу ова и да не си поставуваме пречки заради дневно политички интереси кога треба да се спроведуваат конкретни чекори, независно дали се тие воведување задолжително и бесплатно средно училиште, компјутер пред секој ученик, преведени најквалитетни учебници од светот или кампања за поттик на знаењето и образованието или некоја изводлива идеја која било кому ќе му падне на памет во иднина, а која ќе допринесе во тој правец, вклучувајќи ги идеите на опозицијата и на сите граѓани. Да се обединиме околу концептот дека нашата нација и нашите граѓани им се потребни мерки за развој на предприемачкиот дух и на иновативниот дух, како предуслов за напредок на економијата и поединецот. Да се согласиме дека за жал се уште се присутни остатоците од поранешниот идеолошки систем, каде се потиснуваше развојот на индивидуалната креативност, на сметка на колективната, а пазарното општество
се базира на потикнување на креативните способности на секој индивидуалец и на тој начин создавање на посилна држава. Знаењето и образованието не се доволни сами по себе. Ако се репетитивни и ако сите ние го повторуваме она што сме го чуле или прочитале, без системски поттик на секој поединец до максимум да ја извлече и развие својата креативност и иновативност, да се насочи кон создавање на собствен бизнис, нема напредок во општеството. Мокта на најразвиените држави во светот почива на создадената култура, атмосфера, верување дека секој треба да смисли начин како да успее во животот и да не чека друг да го направи тоа за него. Огромен процент од извозот на најразвиените земји почива на создадени иновации од самите граѓани и фирми во тие земји. Тоа треба да се стимулира и да се создава култура дека секој успешен бизнисмен кој честно заработил треба да е пример кој ќе го почитуваат сите, посебно помладите. Без обединување околу овој концепт ќе добиеме учени луѓе кои не знаат како од тоа што го научиле да заработат, кои по кусо време ќе станат длабоко фрустрирани, велики дека имаат големо знаење, ама никој не сака да ги вработи или немаат начин како да заработат со тоа знаење. Тоа значи дека секој треба да почне да верува, дека може да успее ако има добра идеја. Да има добра идеја, упорност и подготвеност за ризик. Многу денешни милиардери во светот започнале само со добра идеја, упорност и решителност и со доза на ризик. Кои, кога ја создале добрата идеја, нашле начин со многу работа, упорност и труд да дојдат до извор на финансирање за развој на таа нивна добра идеја. Ајде да се обединиме околу овој концепт. Тоа би значило секоја идеја за мерка, денеска или во иднина, без разлика кој ќе биде на власт, не треба да добива фабрикувани критики и препреки, само заради ситни политички поени, независно дали таа мерка е овозможување на фирма да се формира за само 4 часа или полесен пристап до пополнување кредити, давање стимулации за започнување бизнис или за нови применливи иновации или правење на медиумска кампања за создавање на ваква клима или било која друга остварлива идеја од било кога. Кога велам ајде да се обединиме околу напорите за овозможување на подобар живот за нашите граѓани, за подобар стандард, за повисоки пензии и плати, не мислам да ја поддржиме секоја влада да го прави тоа без реална подлога, туку да прави реформи на системот кој на креативните индивидуи ќе им овозможи успех за нив, а тие би вработиле и други. Значи да го менуваме системот, ама и менталитетот од пропасивен, кој чека некој да го вработи, кон проактивен, кој самиот создава вредност од идеја или иновација. Ајде да се обединиме околу енергијата за создавање на подобра економија и повисоки стапки на економски раст, поголеми странски инвестиции, да помогнеме да се отворат работни места за нашите граѓани. Тоа не им треба. Преку глава име од делби и од капки. Ајде да се обединиме околу концептот дека колку повеќе ги растеретуваме фирмите и бизнисмените од даноци и од давачки, односно колку пониски се даноците, на предприемачите ќе им оставиме повеќе пари кои наместо за даноци најчесто ќе ги употребуваат во отворање на нови работни места во Република Македонија. Овој концепт подразбира дека приватниот сектор е тој кој го влечи напредокот и од кого зависи колку нови работни места ќе се отворат во иднина. Колку повисоки даноци, толку помалку инвестиции ќе има од приватниот сектор.
бидејќи наместо за инвестиции, парите ќе ги даваат на државата, а таа многу по-неефикасно ќе ги користи отколку приватниот сектор во смисла на отворање на работни места. Ова би значило подршка на мерки како што беше воведувањето на нулта стапка на данок на добивка, ако компанијата не ја распредели добивката во дивиденда, намалување на давачките, воведување понизок и рамен данок, наместо повисок или прогресивен данок. Значи, треба да прифатиме дека кога намалуваме даноци, не му помагаме само на собственикот на фирмата и на фирмите, за да си ги задржат повеќе парите за себе, наместо да ги уплатат во буџетот. Туку му помагаме со тие пари да вложи во нови инвестиции и да отвори нови работни места. Така најмногу им помагаме на сите и најдобро им помагаме. Подобро работно место, отколку повисоки даноци или малку поголема социјална помош, а немање вработување. Да се обединиме околу подоброто здравство, модерни и реконструирани болници, со модерна опрема, но и реформиран систем, кој во центарот на вниманието ќе го стави пациентот, а не лекарот, а на лекарот ќе му овозможи стимул да одговори на потребите на пациентот и да знае дека колку е подобар во тоа, толку во иднина ќе биде и подобро платен и почитуван. Обединувањето околу овој концепт би значило подршка не само за реконструкциите и за новата опрема, туку и за воведување на концепт плакање по сработеното или дупла плата за 3 до 5 најдобри лекари на секоја болница и клиника, или некоја нова изводлива идеја која би дошла од било кого, независно дали е власт или опозиција или било кој граѓанин. Убеден сум дека за овој концепт, за кој освен системски промени, исто така потребни се промени на менталитетот, вреди да се обединиме. Меѓу нас може и треба да има разлики во инструментите, во идеологијата, во патиштата до целта, во методологијата за носење на одлуките. Може да има и политички разидувања за разни закони или одлуки кои ги определуваат вредностите во кои веруваме. Но не смее да има поделба и несогласувања околу најважните прашања, кои се од витално значење за граѓаните, за напредокот, за нацијата, за државата, околу интересот на државата. Обединување, а не поделби. Доста ни се поделби, доста ни се интриги, доста е одвлечење надолу на секој кој има идеја и сака да тргнеме напред. Доста е од кавги за суштински работи за кои што треба сите да сме обединети. Почитувани граѓани, денес нудам и очекувам и се надевам сите граѓани на Македонија, сите лидери на политички партии, сите поглавари на верски заедници, сите носители на јавни овластувања да прифатат национално обединување околу одбрана на цивилизацијското и природно право на име и идентитет. Ме прашува која е нашата политика за името и околу кој концепт за решение да се обединиме. Ова е концептот за кој се залагаме. Од ова не отстапуваме и бараме подршка од сите, од граѓаните на Македонија. Нема промена на уставот со цел промена на уставното име, а тоа е Република Македонија. Нема да прифатиме идеи и предвози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик. Нема да дозволиме кое било решение да биде прифатено од страна на политичари и поединци, влада или собрание, без преходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а при тоа
мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдумот да се согласи со можното решение. Ајде сите да се обединиме околу ова. Ајде ова да бидат нашите црвени линии. Обединети сме посилни, обединети сме помокни, да ја вложиме нашата енергија продуктивно на градење цврсти врски помеѓу сите граѓани, на развивањето на соживотот, на промоцијата на вредностите, да се поврзиме во целите, во вербата за подобра иднина, за дела кои ќе говорат за нас самите, не сега, не само во овој историски миг, туку кои ќе сведочат за секогаш, за една нација која знаела кога треба да се застане силно во одбраната на нештата кои ја карактеризираат и ја прават да биде таква. Првиот чекор во правењето на посилна Македонија е верувањето во посилна Македонија. А вербата во посилна Македонија започнува со вербата во посилна индивидуа, во верувањето во самиот себе си, во своите права и привилегии, но и во своите должности и одговорности како слободен човек, слободно мислечка индивидуа. Успехот на секој од нас е резултат на собствените залагања. Една единка може да ги промени работите. Реалноста се менува. Потребен е само многу труд и многу верба. Потребно е верба до победата. Четврто, предизвиците нека дојдат. Ние не бегаме од нив. Не, ние смело ги очекуваме. Ние сме независна нација, сигурна во своите одлуки, способна и кадарна да носи одлуки, самата одлуки кои ќе ги определат начините за наминување на тие предизвици. Истите тие предизвици овозможуваат сплотување кои не прави уште посилни и кои ни дава дополнителна сила и искреност и чувство за разликување на битното од небитното. Пето, не нудам лесен успех кон новото скаливо. Нема скратен пат или пат преку трупа. Има многу залагања, вложувања и многу пот. Ама кога успехот ќе биде достигнат, тогаш само првиот момент, во истиот момент ќе ги засени сите маки и потешкоти од пред тоа. Нив ќе ги замена чувството на среќа и исполнетост, бидејќи со едно обично вртење на погледот на назад, секој од нас ќе може да каже да јас имам учество во изградбата на мојата земја. Нејзините успеси се и мои успеси. Кога таа е успешна, и јас сум успешен. А уште повеќе што сум придонел за тој успех. И секој придонес е битен. Освоената спортска награда од спортистот, напишаната книга од писателот, настапот на музичарот во светските концертни сали, секоја тула која работникот ќе ја зазида во новиот објект кој се гради, е голем придонес за Македонија. Лекарот кој направи успешна операција е успехот. Исто како и наставникот кој едуцирал, образувал стотици младинци за да стекнат знаење за да се снајдат низ животот. И добриот збор на улица, поздравот кон стариот комшија, честитањето на празникот од христијанинот кон муслиманот или од муслиманот кон христијанинот е учество во успехот. И полицаецот кој ги гони криминалците, и војникот кој ги чува границите е македонскиот успех. И посаденото дрво, создадениот закон, и секое семе кое земјоделецот го фрла на земјата македонска е успех. Сите ние, нашата генерација се стреми да го надмине успехот на претходната и нашата генерација ќе постигне и веќе постигнува успеси. Шесто, прогресот на нацијата и државата.
ќе дојде како резултат на едно силна енергија на продуктивните луѓе и напредните мисли. Него ќе го извојуваме низ дискусии, низ дебати, искористувајќи го целокупниот наш потенцијал и капацитет. Прогресот е единствено возможен доколку сите се подвргнеме на почитувањето на законите. Нормите се создадени за да обезбедуваат едно поведение и едно однесување кое е правилно и исправно. Затоа тој исчекор во нашата свест треба да стане правило. И плаќањето на сметката, и недавањето мито, кога ќе ви побараат, и прејавувањето на митаджиите, и обезбедувањето на еднакви услови и можности за сите, без разлика дали се големи или мали, мокни или помалку мокни, вакви или такви, е наш влог во едината. Ревностноста која ја практикуваме во борбата со криминалот, е опција која знам дека ќе донесе резултати. И тука нема послекнување. Без разлика со какви притисоци ќе бидеме сочени, без разлика на сите странични удари, кои ги има и ќе ги има. Но ако потлекнеш тука, си потлекнал секаде. Законите мора да се почитуваат, но тоа не е доволно. Потребно и дополнително, повисока етика. Таа е скалило повеќе од почитувањето на законите. Најновата македонска независност, самостојност и сувереност е неоспорно заслужена. Земјата е градена со рацете на нашите предци, на почита кон разликите кои не обединуваат. Кога една вредност е заслужена, тогаш таа е трајна. Ајде да го спотиме ткивото кое изобилува со јачина и да зачекориме кон столчето на масата на европските и евроатлантските народи. Тоа столче и наше, и нас не чека. Првиот печат на нашиот труд и првиот чекор на новата граница на нашата историска фаза треба да биде членството во ЕУ и членството во НАТО, каде природно припаѓаме и каде што е нужно да влеземе, но необременети, со гордо подигната глава, без омаловажувања, без решенија кои ќе создадат нови и огромни историски фрустрации на нацијата и депресија на националното битие. Туку напротив, горди и со самодоверба, полни со желба за надпревар на вредности на културниот мегдан на народите. Осмо, на овој голем ден, за нас би сакал да испратаме една многу искрена и длабока порака. Таа пред се извира од моето срце, како човек, срцето на Никола Груевски, а потоа се дообликува преку изразот на политичарот Груевски и човекот на кој вие, почитувани граѓани, мнозинството од вас сте му ја дале довербата да се бори за заедничкиот интерес на сите нас во една историска епоха. И ви благодарам заради тоа. Почитувани граѓани, на ова парче земја од секогаш живееле различни нации, се испреплетувале различни религии и екзистирале различни културни поимања и вредностни опредоби. Но секогаш, овде живееле луѓе, секој од нас бил и е човек во вистинска смисла на зборот. Колку и да сме биле различни, по различни основи, секогаш имало нешто што не поврзувало и не држело во заедништво. Некогаш тоа биле заедничките проблеми, некогаш потребата од заеднички труд, за да се надминат потешкотиите со кои се соочувало населението. Некогаш тоа бил заедничкиот недобромисленик, но секогаш, по правило секогаш постоеле емотивни врски помеѓу луѓето кои живеат на овој простор, кои не дозволувале прекин на комуникацијата, рушење на сите мостови или трајно раскинување на националното ткиво кое го определила територијата Македонија, а го збогатиле со своите карактеристики
македонците како најмногу броен народ во државата, но и албанците, турците, србите, ромите, власите, бошњаците и останатите кои битисувале овде. Имало моменти кога сме имале недоразбирања, сме се повредувале меѓусебно, сме чувствувале дека секогаш некако неоправдано оној другиот не ги заслужува своите придобивки. Но и во такви тешки моменти сме знаеле дека токму оној другиот е нашиот сосед, соселанец, сограѓанин, човекот кој секојдневно го гледаме на улица и со кого разменуваме зборови. Муабетот и капачикот не поврзувал. Сме знаеле дека оној другиот е можеби оној човек кој прв ни доаѓа на помош кога ќе ни се запали амбарот, или оној со кого заедно ги бараме изгубените стада, или со работникот од третата смена на фабриките, родителот на детето кое се игра со нашето дете. И токму тој е оној на кого не можеш трајно да му се налутиш или да го заборавиш, да го избришиш од својата меморија, затоа што таму тој се вгнездил. А ако тоа место остане празно во меморијата, тогаш чувствуваме дупка. А таа дупка лично не потиштува. Затоа велам, колку и да сме различни, тука сме, заедно се раѓаме, ист леп јадиме, заедно живееме, славиме, се радуваме, жалиме и тагуваме и заедно умираме. Да се обединиме најправим во срцата, па во разумот и мудроста. Да не спојуваат вредностите во кои веруваме, а ги има толку многу. Да си простиме ако сме си грешеле, искрено со срцето да си простиме, да ги оставиме на буништето на историјата сите лоши мисли и лоши дела, да ги маргинализираме. Ние друга опција немаме, колку и да ја бара некој. Политиканството или негирањето, или играњето на нечесна карта и внесувањето на раскол помеѓу нациите и религиите не е добра работа. Ни во Библијата, ни во Куранот. Да се починиме на заедничките добра, на стремежот за подобра економија и нови работни места, за подобро образование и здравство, за повисок стандард, за културен развој, за нови патишта, да чекориме заедно и сплотено кон Европската Унија и НАТО. Друг пат нема. Сплотеност е патот. Верувајте дека кој нема да го свати ова, ќе биде оддуван од ветерот на промени, ќе биде соочен со проблемот најпрвим помеѓу своите, а потоа и од останатите и ќе исчезне. Затоа што се борал за невредности. Оној кој ќе умее да го отвори срцето и да покаже респект кон вредноста на другиот, но и кон символите кои не обединуваат и ја символизираат нашата заедничка инвестиција во државата Македонија, ќе биде одбележан како личност, која знаела да го направи вистинскиот избор и која придонела со својот труд, авторитет и залагање за среќата на своите сограѓани. Тоа е чистиот израз на мојот внатрешен суд и вредност во која длабоко верувам и ќе сторам се да ја направам. Ова не е подадена рака. Ова не е подадена рака, затоа што ние веќе со векови се држиме за рацете. Ова е пријателски стисок на раката, кој може да не доведе само кон поцврста база за нови потфати и успеси, ново и засилено пријателство за доброто на сите во Македонија. Да живее Македонија! Да сте здрави и живи! Да бидете на добра мисла! Бог да и помогне на Македонија! Среќен роден ден татковино! Среќен роден ден Македонијо!
Обраќањето на председателот на владата Никола Груевски, во кое Почитувани присутни, сепак ве продолжува програмата на повикувам плоштадот сите Македонија. заедно да го проследиме пуштањето во употреба на фонтаната на споменикот военик на конј, подкрепено со Македонската филхармонија. Голем аплауз! Во чест на 20 години македонска државност и независност вечерва за прв пат ќе биде изведена и свечената песна Македонија на авторот Кире Костов, за која што стиховите ги создаде Миодраг Врчаковски, со гласовите на 20 на реномирани интерпретаторски имиња на македонската музичка сцена, заедно со хорот на Македонската опера и балет, заедно на сцената со Македонската филхармонија, танец и сите оние присутни илјадници граѓани на плоштадот Македонија во Скопје. Споменик фонтана практично Македонија му се одолжи на Александар, па и на сите граѓани на Република Македонија, чие име Македонец и ден денес сите го носиме во нашите срца. Александар Велики или Александар Македонски бил крал на Македонија од династијата Аргеади, еден од најуспешните војсководци во историјата на човештвото. По освојувањето на старогрчките градови држави под водство на неговиот татко Филип II, Александар ја покорил моќната Персиска империја, вклучувајќи ја Мала Азија, Сирија, Египет и Месопотамија, и ги проширил границите на Македонија дури до Индија. Александар спрема освоените култури се однесувал со почит, воден од мислата да создаде светска држава.